Во Битола од секогаш има висока здравствена култура. Уште во далечна 1912 година била реализирана вакцинација на 9500 лица заради големи сипаници, а во 1918 година била вршена масовна вакцинација за заштита од тифус и колера од тоа време. Ова го открил хроничарот, истражувач и публицист Александар Стериовски, кој сите податоци за јавното здравје и превентивната здравствена заштита во Битола ги сублимира во истоимената монографија, која денеска беше промовирана во Битола по повод одбележување на неделата на имунизација. Дека Битола има висока здравствена култура докази и податоците од реализираната сезонска вакцинација за заштита од грип. Една од подобрите во Република Македонија со над 5000 вакцини аплицирани секоја година и големиот интерес кој го има секоја година, меѓутоа и ова редовната вакцинација, така наречениот редовен календар на вакцинација. Над 90% е опфатеноста со вакцинација и е на високо ниво, и можда една од повисоките во Република Македонија. Велам, здравствената култура која има битолчани е за секоја почит и би апелирал уште еднаш и до родителите да имаат верба во здравствените работници. Во рамките на манифестацијата по повод одбележување на неделата на имунизацијата, како и 100 години јавно здравје и повеќе од 20 години самостојна дејност на Центарот за здравје во Битола, присуствува и представници од Министерството за здравство, од каде посочија дека треба да се верува во здравствениот систем, во фармацевтите, имунолозите, педиатрите, епидемиолозите. Тие уште еднаш посочија дека децата треба да се вакцинираат. Вакцините се безбедни и квалитетни. Се зборуваш и за начин на производство на вакцини. Какви големи процедури се додека се произведе и испита една вакцина. За составот на вакцините, дека не се штетни оние состојки што се внатре во вакцините, и јас се надевам дека ги убедивме здравствените работници, бидејќи тие треба да бидат подковани и убедени да може да одговорат на секое прашање од родителот. А родител како родител за доброто на своето дете има право да праша и да се информира од каде е набавена вакцината, кој е производител, каков е составот. За ваша информација, вакцините што моментално ги потребуваме во Република Македонија се исклучиво вакцини од земји на Европска унија и вакцини кои што се употребуваат за вакцинација на нивните деца во тие земји. Центрите за јавно здравје се носители на превентивната здравствена заштита, а Центарот за јавно здравје Битола, кој покрива околу 15% од територијата на државата и се грижи за над 190.000 жители. Со своите активности многу се грижи за подобро здравје на населението, посочи од Министерството за здравство.